Под мотото "Работниците се државата", вчера се одржа масовен протест во организација на Сојузот на синдикати на Македонија. Токму за сето она што се случуваше вчера и околу работничките права и сето она што е актуелно периодов, ќе зборуваме со господинот Иван Пешевски, кој што е потпредседател на Сојузот на синдикати на Македонија од приватниот сектор. Господине Пешевски, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Немавме, додуше ние вчера се слушнавме, си честитавме 1 мај. Еве сега вака јавно да го честитаме денот на трудот, денот на работникот. Она што се случуваше вчера под организација на Сојузот на синдикати на Македонија беше голем протест, каде што го искажавте вашето незадоволство. Каква порака испратија синдикатите, испратија работниците од пред Собранието на Република Македонија до владата? Добро утро и од мене до гледачите на вашата емисија. Уште еднаш нека ни е честит меѓународниот ден на трудот 1 мај. Синоќешниот ден го поминавме на улица, движејќи се од Сојуз на синдикати на Македонија со испраќање пораки до пратениците пред Собранието и потоа пред владата. Она што бевме најмногу револтирани како работници во изминатиот период од представниците на власта е енормното зголемување на нивните плати, наспроти никаквото зголемување на платите на вработените како во приватниот, така и во јавниот сектор. Со други зборови, они си ги зголемија платите за 2000 денари во просек дневно, а ние месечно, односно годишно, бидејќи сега ќе го чекаме другиот март за евентуално нови 2000 денари. За нас како представници на синдикатот беше исто така неприфатливо и барањето за 60 часовна работна недела, ја викаме, меѓутоа ќе биде и повеќе од 60 часа, имајќи во предвид дека нивното предлог законско решение нема горна граница на прековремената работа за оние национални интереси и стратешки партнери кои што ќе градат во државата. Така што навистина една голема маса луѓе револтирани и не само работници, граѓани, пензионери, студенти се приклучија кон нашиот протест да го одбележиме онака како што доликува 1 мај, а не да правиме скара по парковите, имајќи во предвид дека голем дел од правата, односно работничките права, се прекршуваат константно наназад години во нашата држава. Така. Оваа година, 1 мај, работниците и синдикатот во Македонија за жал се борат, како што кажавте, за зачувување на она вековно право, 8 часа работен ден. Ова беше за прв пат во далечната 1886 година во Чикаго, каде што над 40.000 работници се дигнаа веќе на штрajkуваа за да ги остварат овие права. Како што кажавте, она сега што се случува, што е актуелно, владата сака да го протне, еве да кажеме, тој закон за 12 часа да се работи дневно. Какво е вашето мислење околу тоа и што како синдикат превземате? За информација на вашите гледачи, законот за работни односи се работи повеќе од 5 години и никаде не беше спомената оваква одредба дека ќе се менува во тој дел. За од друга страна да видиме дека на вистина представниците на власта не се фер во тие преговори, немаме социјален диалог, него излегува дека имаме социјален монолог, да се она што го договараме на тие маси заткулисно се игра по скратена постапка во собранието и се очекува да се направат некои брзи измени се на штета на работниците. Сакаме да ги потсетиме представниците на власта дека ова исконско право за 8 часовна работна недела, работен ден и 40 часа работна недела е повеќе од 130 години, да не се враќаме пред 130 години, туку да ги унапредуваме работничките права, имајќи во предвид дека станува збор за една социјалдемократска влада која што постојано се фали дека унапредува работнички права. За ваша информација, токму во секторот градежништво само за една година сме помалку за 12.622 работника. Тоа не се работници кои што заминале од една во друга компанија, него тоа се луѓе што заминале од државата воопшто и да градат нечии туѓи економии наместо да ја градат својата сопствена економија и BDP-то, имајќи во предвид дека само секторот градежништво вработува 7% од вкупниот број вработени. Верувајте дека како представници на Сојуз на синдикати на Македонија нема да дозволиме да се работи повеќе од овие часови, имајќи во предвид дека може само да се работи прекувремено за соодветно платени сати, како што тоа го предвидува денес општиот колективен договор за приватен сектор, но во ниеден случај не може да бидат тие луѓе изложени на надворешни влијани и на висок степен на ризик повеќе од 48 часа неделно. Она што сакаат представниците на власта да го легализираат од 40 на 60 часа работна недела, со други зборови ќе биде над тие 60 часа ако се работи, да бидат соодветно платени прекувремени. Меѓутоа, тоа е една одредба која што само дополнително не да ги изнемошти, туку ќе ги угине тие работници на градилиштата и на тие објекти каде што не гледаме ние како представници на работниците дека тоа е национален интерес, ако сакаме да останеме и без малку тие работници или ако сакаме да ги погинеме на работните места. Како ќе го постигнете ова? Ова веќе еднаш
беше постигнато со тоа што првиот специјален закон што го направи владата, имајќи во предвид како ќе гради и конзорциумот Бехтел и ЕНКА, моравме тој член 12 од тој закон да го оспориме пред Уставниот суд и за среќа на тие работници што треба да ги градат коридорите, Уставниот суд донесе таква пресуда каде што ја укинува одредбата дека е дозволиво во просек да се работи 60 часа неделно. Не се коментира одлуката на Уставниот суд, едноставно тоа е едно загарантирано веќе напишано право кое што верувам дека уставните суди повторно би го препишале истото доколку дојде ред да ги оспоруваме овие предлог членови во Законот за работни односи, доколку поминат, пак ќе речем, во скратена постапка во собранието. Може би има и мала надеж каде што сметам и мислим и толку праќаме апел до представниците на власта да стават прст на чело, да ги повлечат овие предлог закони и да не забораваат дека нивни најголем работодавач се токму работниците и дека може да ги казнат многу брзо на начин како што тие планираат да ги казнат работниците. Нека ја преиспитаат одлуката, може би избрзана, може би подпишале нешто за кое што не се земале предходно соодветни факти и аргументи од фелата во која што предлагаат некои закони, така што се надевам да преовладува свеста и честа кај тие политичари кои што се избрани и народни пратеници да го задржиме и оној македонски работник кој што го имаме во моментов да ја гради и доградува нашата држава. Така. Една од пораките која што испративте вчера од протестот и самиот ја кажавте на почетокот на нашиот разговор е она што е актуелно веќе од вчера, 78% покачување на платата на функционерите наспроти оние 1000 денари на обичниот работник. Ако се испочитува одлуката на Уставниот суд, а они нели така велат дека тоа не се согласуваат ни самите, меѓутоа закон е закон, мора да се почитува, денес веќе на нивните сметки ќе стигнат тие зголемени плати, каде што сведоци сме дека наназад месеци па и година дена не убедува дека тоа не е нашето барање линеарно за сите 2806 системско решение и ќе створи револт кај одредена група работници. Напротив, навистина во изминатите години доведовме до една урамниловка и голем дел, почнувајќи од 35.000 работници, па сега преку 100.000 работници ги доведовме на минимална плата, затоа што не се почитуваше доследно законот за исплата на минимална плата. Македонскиот работник наназад пред 10 години од 8.050 денари, точно дека денеска достигна минимална плата од 20.175 денари. Но тогаш не цели 30.000 беше синдикалната кошничка за едно 4-члено семејство. Денеска е истата 51.000. Тоа кажува дека инфлацијата многу порано ги изеде платите на вработените, него оној износ кој што го добија тие на крајот на месецот. Пак ќе повторам, 2806 лани не добија сите работници, 2175 и оваа година не добија сите работници, добија само оние што беа на минимална плата. Нажалост, тоа кажува дека од коефициент 1 до коефициент 1,5 веќе имаме една урамниловка каде што немаме повеќе разграничување кој е хигиеничар, кој е котлар, кој е возач, кој е раководител, високо квалификуван или квалификуван кадар. Повторно ќе кажам да не се створува дополнителен револт, треба да се следи растот на платите онака како што тоа го предвидуваат општите колективни договори и поединечните каде што ги има подпишано на ниво на компанија. За ваше подсетување, општиот колективен договор не беше само за зголемување на платите на сите вработени, туку таму представниците на власта ветуваа дека ќе има и регрес за годишен одмор за тие вработени. Токму тоа сакав да ме прашам, да. Регресот за годишен одмор е само уште едно лажно ветување кое што до ден денес не е остварено. Тоа си го остварија само група од управата и правосудството кои што се при синдикатот на УПОС кај нашите колеги во колективен договор кој е на ниво на гранка, но не за сите вработени во јавниот сектор. Јавниот сектор брои преку 135.000 луѓе, што може би е преоптоварен за една држава како нашата, но на тие луѓе токму државата е работодавач. И нека не ги користат тие луѓе само како гласачка машинерија, туку навистина да дадат работа, да обезбедат еден квалитетен сервис на нас граѓаните, кои што од приватниот сектор па многу повеќе го полнат буџетот и ги ранат, да кажам, овие работници, меѓутоа за нас, како Сојуз на синдикати на Македонија, работник е работник и не сакаме да правиме дискриминација помеѓу работници во јавен и приватен сектор. Доколку сме обезбедили регрес за годишен одмор во приватниот сектор од каде што доаѓам, тоа го бараме и за вработените во јавниот сектор. А државата е таа што треба да си има контролни механизми како ќе ги спроведува и законите и колективните договори, за да не прави дискриминација во смисла за себе само да си ги покачува платите без социјален диалог, без да не праша на социјалните партнери, а од друга страна да не убедува дека ние сме виновници што има ваква инфлација со нашите 2000 денари на тие што се на минимална плата. Да. Оно што е веќе подолго време на сила, тоа е законот за недела, неработен ден. Имате ли од ваши сознание, дали тоа се почитува?
и доколку не се почитува, како постапувате? Недела неработен ден е едно законско решение кое што е веќе на сила скоро 1,5 година. Она што за нас како представници на синдикатот не беше прифатливо, но во интерес на сите во социјалниот диалог попуштивме, што тоа остана да работат трговските големи центри, што за нас не беше процес што не може да се прекине во недела. Преговаравме само за исклучителни дејности кои што навистина не може да се прекинат со процес, тоа се тешките индустрии како метална индустрија, градежни и така натаму, но за повеќе од 90% недела навистина стана реалност и е неработен ден. Оние исклучителни дејности што мора да работат работници во недела и непрекинато во турнус смени се дополнителни платени нели за додаток од 50%, што исто претходно не беше пример каде што имавме големи злоупотреби на законот и со прераспределба на работно време се кршеа многу од работничките права во неисплаќање на прекувремената работа, бидејќи таа истата не беше евидентирана, туку беше со банка сати што ги викаат работниците, па за тие сати одседуваат дома во слободни денови. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија бараме строго дефинирање на работното време, што е прекувремена работа, соодветно си се пријави во Државниот инспекторат за труд, бидејќи може да дојде до повреда на некој работник, соодветно да си биде платена и тоа сето да си го има секој еден на крајот на месецот во своето исплатно ливче. Меѓутоа, потоа се попушти во делот на недела да во туристички места има некои што работат, бидејќи се бунеа работодавачите дека таму навистина ќе замрат одредени сектори, туризам и угостителство, каде што тоа го гледаме дека денес е така, меѓутоа пак ќе кажам треба да има строги контроли од Државниот инспекторат за труд дали навистина се плаќа недела за 50% зголемена дневница, како и до сега со стариот закон. За оние останатите, верувајте дека никакви фискални импликации не направивме по никој, туку обезбедивме само едно право кое што го имале работниците во бившиот систем да навистина имаат едно одмарање во тој ден, да биде загарантиран, да не биде среда недела, бидејќи на никој од работодавачите не е ни понеделник, ни петок недела, ниту среда, туку баш е недела, денот каде што треба да бидат на еден фамилиарен ручек со семејствата и да одморат, да ги наполнат батериите народски кажано и да може да си ги извршат работните задачи онака како што треба од понеделник до петок. Така. Како Сојуз на синдикати добивате, претпоставувам, представки секојдневно од работниците за своите работодавачи, без разлика дали е приватен или јавен сектор. Колку представки добивате и зашто најмногу се жалат работниците? Околу 42.000 представки за цела година се стигнати во Сојуз на синдикати на Македонија преку новата алатка која што имавме од минатата година со само мои работнички права. Тоа значи дека не само членови на синдикатот, туку и многу нечленови на синдикатот анонимно или во нивно име се обраќаат и пријавуваат. Таа алатка е директно врзана со Државниот инспекторат за труд, каде што председателот Дарко Димовски токму ги потпишува лично тие анонимни представки и натаму инспекторот областа на трудот треба да излезе на терен и го сторуваа тоа со тој што го имаме меморандум потпишано за соработка, да навистина се види фактичката состојба на работникот и да се задолжи тој работодавач дали со опомена, дали со казна, дали со исправање на неправдата и така натаму. Овие работници се и од јавниот и од приватниот сектор. Овие работници каде има повеќе представки, во кој сектор? Во приватниот. Да. Бидејќи јавниот сектор може би има лоши услови за работи и ниски плати, но платите се редовни, бидејќи ги исплаќа државата. Во приватниот сектор имавме доста представки каде што се доцнеше со плата, како за еден месец, така и за 2 месеци. Имаше компании што доцне и повеќе месеци, па работниците беа приморани да отвараат стечени постапки, до тој степен веќе се освестува македонскиот работник и тоа е добро. Од друга страна, голем дел од представките беа за прекршување на право од работен однос во делот за плати, надоместоци на плата, неисплаќање на минат труд, неисплатени регрес за годишен одмор, боледување и така натаму. Постапено е по сите и како извештај може и да го доставиме детално до вашата телевизија како медиум да го објавите до гледачите. Така. За крај, еве веќе толку ни е времето, мислам дека опфативме се. За крај, дали да ни кажете кои се вашите активности на Сојуз на синдикати на Македонија? Еве, 1 мај денот на трудот се одбележа, што понатаму? За нас, представниците на синдикатите, апелот до работниците и до сите граѓани на државата дека 1 мај треба да ни биде секој ден, додека не ги исправиме грешките што ги прават владините представници.
Сведоци сме дека не од овие 5 години, туку од овие 30 години од кога сме самостојна држава, се повторуваат некако грешките на политичарите, а тоа се рефлектира на грбот на работниците. Навистина имаме голем екзодус, не само на млади луѓе, туку на цели семејства од лоши владини политики, од лоши услови за работа и од ниски плати. Да дојде еднаш за секогаш времето на работникот, како што тоа било во минатиот систем, да се слушне гласот и навистина да се подели капиталот онака како што фер доликува за еден работник. Ние не го бараме делот на работодавачите, ние само го бараме нашиот дел што сме го изработиле поштено со нашата пот, имајќи во предвид дека обезбедуваме плата пред се за тие работодавачи и за представниците на власта, па потоа ние испаѓаме во ситуација да молиме за нашата плата или за нашето парче леп. Тоа не смееме да го дозволиме понатаму ниту како млади луѓе, ниту како севкупно граѓанство во една држава, бидејќи гласот на работниците е тој што секогаш треба да биде прв и како превентива да не доаѓа до некакви грешки, а не ние да ги исправаме грешките како даночни обврзници од нашите плати и од нашите џебови. Така. Убава порака кажавте на крај. Ви благодарам за вашето гостување и до некоја наредна прилика. Ви благодарам и вас на поканата.